Цените на многу артикли на пазарот се спуштија надолу. Го очекуваат ли тоа граѓаните? Би требало према примањата. Колку не е слабо со примањата и би требало. За нас без пари треба. Не дават ништо. Според статистика, цените на компирите, гработ, лимоните и портокалите во 2014 година се намалени. Во истиот период скокнале цените на зелката, цвеклото, јаболката и бананите. Дали граѓаните чувствуваат дека има намалување на цените? Гледаме дека не се намалени. Чувствува се тоа што е за фрлање, намалат го да го земе. Не сум видел. Ето на мене намалуваме и на бананите. Од 60 до 55. Па има нешто, има намалено. Вие зеленчугото го намалени. Падот на цените во економијата е познат како дефлација и таа не е добра за ниту една економија. Дефлација е појава кога поради стабилноста на стопанството и постојање на урамнотежени услови на работење доаѓа до опаѓање на цените, на индустријските цени, и поради тоа побарувачката е намалена и поради намалената побарувачка цените паѓаат. Долгорочно, ова значи дека пари во оптек ќе има помалку, што автоматски значи дека нивки ги нема во фирмите. Од аспект на производителите е неповолно, бидејќи тие се дестимулираат. Тие не се мотивирани да произведуваат производи по истите цени, и тоа влијае и на платите, влијае и на идниот развој и инвестиции, бидејќи без со намалени приходи не може да размислуваат фирмите да инвестираат. Со други зборови, намалувањето на цените не е добро колку зголемувањето на платите. Крај со крај во таков случај ќе се врзува се потешко и освен најнеопходното, луксус ќе биде се друго.